Саботно издание на регионалните вести. Министерот за надворешни работи Никола Димитров денес беше во посета на општина Тетово на средба со тетовската градоначалничка Теута Арифи. Успешниот референдум е само начин да се добие политички легитимитет на договорот за името со Грција, но не и услов истиот да стапи во сила. Ова го порача министерот за надворешни работи Никола Димитров. Тој посочи дека само преку уставните измени договорот ќе може да се ратификува. Смета дека тоа ќе се случи со гласање во парламентот. Тоа е најпозитивното сценарио, рече Димитров, не исклучувајќи ја можноста за нови избори, ако во парламентот не се обезбеди двотретинското мнозинство, кога ќе се гласа за спогодбата. Референдумот е потребен да се добие политичката поддршка од граѓаните, ветерот во грб, да дојдеме до двотретинско мнозинство, кое што ќе го затвори тоа прашање и понатаму ќе отиде топката кај другата страна. Да си одиме ние едно по едно и да се фокусираме секој пред себе што може да заврши, мислам дека позитивното сценарио е многу поверојатно од било кој други сценарij. Тој апелираше опозиционата ВМРО ДПМН да ги повика гласачите да излезат на референдум, каде со своја глава ќе гласаат против или за. Партиите треба да се надпреваруваат на политички план во многу области, но не и за вакво крупно прашање, истакна Димитров. Нека се борат на економија, нека се борат на грешки, кои што и ги правиме, поправаме и правиме. Нека има милион теми каде што можат да се борат. На ова прашање не, бидејќи партиите се менуваат, владите се менуваат, утре тие може би ќе бидат на власт, иако не знам дали ќе бидат ако така продолжат. И за ова прашање нека размислат дали сакаат да бидат во влада која што ќе биде назад во ровот, со сите ризици што тоа ги носи, или сакаат да бидат во влада на држава која што почела преговори со Европската унија, која што влегла во НАТО членство и која што оди напред. Тој попладнево се сретна со градоначалничката на Тетово Теута Арифи. Таа ги повика граѓаните да го дадат својот глас на престојниот референдум. Само преку решавањето на прашањето за името Македонија ќе биде постабилна, просперитетна и дел од големото семејство на НАТО и Европската унија, посочи Арифи. Психичката подготовка на прваче е поважна отколку купувањето на нова облека и обувки или купувањето на најскапите ранци и прибор. Психолозите апелираат до родителите никогаш да не користат заплашување кога му објаснуваат што го чека во училишната клупа. Околу почетокот на учебната година највозбудени, а воедно и најзагрижени се родителите на првачињата. Традиционалната подготовка обично вклучува купување на ранец, школски прибори, тетрадки, но и нова облека и обувки, според можностите на семејствата. Сепак, психичката подготовка на детето е далеку поважна. Таа ќе ја намали неговата анксиозност, ќе овозможи лесен премин на новата развојна етапа од детството, но и ќе создаде индивидуа желна за усвојување на знаења. На детето нормално настанува еден нов период каде што претходно од една преголема грижа за него, од период каде што на безгрижност, на игра, на играчки, треба да го замени со период на книга, учење, обврски, одговорности и слично. Јас од искуство и вака со родители кога сме разговарали, најбитно е, значи, самиот почеток на училиштето да се свати како еден нормална фаза во развојот на детето, да немаме преголеми очекувања,
да оставиме детето спонтано да го прифати училиштето и да го засака училиштето. Ние како возрастни, пред и родителите, ама и сите возрастни, треба да зборуваме позитивно за училиштето, дека таму има другари, дека таму ќе се учи нешто ново, дека е тоа ново искуство. Никако со оние реченици што кај нас се практикуваат во секојдневието, ќе видиш ти ќе почнеш во училиште, па ќе видиш таму учителката што ќе ти направи, како вред ќе ти воведе. Детето тоа поинаку го сваќа и мисли дека во училиште нешто учителката прави. Значи треба да се каже дека во училиште ќе учи, ќе игра, ќе запознае нови другарчиња, ќе дознае нови искуства, дека тоа се ќе биде низ игра, низ дружење, низ песна, за да добие самото прваче представа дека училиштето е нешто убаво, дека таму има нови предизвици и нови искуства, дека ќе биде прифатено од другите другарчиња, од учителката, од сите. Психологот во Основното училиште Андреа Савески Чичиш во Тетово, Снежана Стојановска, апелира до родителите никогаш да не користат заплашување кога му објаснуваат на своето дете што го чека во училишната клупа. Првите неколку месеци родителот најбитно е да обрне внимание на тие навики, на создавање на тие навики. Детето не може однад да ги свати тие навики. Значи треба упорност од наша страна и доследност од наша страна. Мислам на родителите. Значи легнување во толку, станување, секој различно, нека биде, ама нека се придржува кон тој ритам. Спремање за на училиште, што му е потребно на училиштето да го натераме сами да стави нешто во торбичката во ранецот. Не е грешка и да заборави детето. На грешките се учиме. Ако еднаш заборави, другиот пат ќе му скренеме внимание, па нема да го заборави. А не ние да ја преземеме улогата на детето и ние се да му го местиме, он да си биде наготово, па и доаѓаат во училиште, па мајка ми не ми стави тоа. Значи треба да знае дека обврската и одговорноста е негова. Таа одговорност и тоа градење на работни навики не е едноставен процес. Значи ние како возрастни треба да знаеме дека не е едноставен, дека треба упорност и време. Затоа реков и првите 3 месеци треба на тоа да се работи. Ако сгреши, ако заборави, се е тоа природно, не треба да се критикува. Па добро, сега си заборавил, нареден пат нема да внимавај да не заборавиш, а не одма како си заборавил, што си заборавил. И така, со критики, со негативен став, со негативна комуникација, никако. Тоа е почеток, мора со пофалба, па добро ти можеш подобро, никако нова не чини, него добро, може поинаку, може подобро, ќе биде, нели, натаму поуспешно, со работа може се да се постигне и така. И покрај желбите на родителите и трудот кој ќе го вложат за да детето брзо се адаптира на новата училишна средина, сепак постои можност да не оди се според планот. Некој дете го прифаќа веднаш училиштето со големо задоволство, се адаптира, се привикнува, некој дете потешко, многу му е тешка сепарацијата од родителот од претходниот, реков, период на детство. Тука треба па поголемо разбирање. Значи, не дека на детето нешто му фали, нека дека му е потребна таа поддршка, да биде сигурен дека родителите не го оставаат настрана, дека тоа е еден нормален период, дека сите деца поминуваат низ тоа. Родителите се разочаруваат зашто само моето дете или моите не сака да прифати. Верувајте дека тука треба малку поголема доследност и упорност и разбирање од страна на родителот, секогаш да покаже дека детето му е на преден план, дека тоа е неговата најголема љубов, дека и тоа што оди во училиште за негово добро, дека тој е секогаш тука присутен да му помогне, ако треба и да одвои време да биде до вратата во училиштето, некогаш имаме потреба и првите недели и месец дена и родителот да седи со самото дете, тоа е, мислам, мора да се дозволи се во интерес на детето да биде сигурно, да ја стекне таа самодоверба во себе од почеток и да биде активен чинител во воспитно-образовниот процес. Според психологот Стојановска, родителот потребно е да биде смирен и толерантен на првиот училишен ден, за да му овозможи на своето дете позитивно искуство на почетокот на неговото образование. Тргнувањето во градинка и првото одвојување од родителите е голем чекор за целото семејство. Психолозите советуваат како да му се помогне на детето полесно и побрзо да го помине периодот на адаптација.
Семејства периодов ги очекува првото тргнување на детето во градинка, односно одвојување од родителите. За децата и за целото семејство тоа е голем чекор и се наметнуваат многу прашања. Како ќе се навикне на новата околина, дали ќе плаче, дали ќе стекне нови пријателства и слично. Психолозите потенцираат дека прилагодувањето е индивидуална работа, но сметаат дека генерално децата околу 3-та година се подготвени да тргнат во градинка. Адаптацијата зависи, може да трае неколку недели, но може да трае и подолго од неколку недели. Се тоа зависи од самото дете, од родителот и од врската помеѓу родителот и воспитувачите. Периодот на тргање во градинка не мора да значи дека е стресен за секое дете, тоа зависи многу од ставот кој што родителот го има кон градинката и кон воспитувачот. Доколку родителот покаже дека има страв и несигурност и недоверба во воспитувачот и во градинката, тој свој страв го пренесува и на детето, и детето потешко се адаптира во градинката, но доколку родителот пренесе позитивен став, оптимистички став за градинката, има доверба во градинката и во воспитувачот на тој што му го препушта детето да се грижи за него, во тој случај детето е поспремно да се адаптира во новата средина во градинката. Ствари целата работа на родителот е да му помогне на детето да го совлада стравот, да се избори со анксиозноста на детето, а не да го пренесе сопствениот страв врз детето. Не треба да има паника доколку детето во првите денови се буни и не ја сака градинката. Психолозите објаснуваат дека тоа е нормална појава и е знак дека детето е здраво и врзано за семејството. Најчестата грешка која родителите ја прават при оставање на децата во градинка е лажењето дека веднаш ќе се вратат по нив, вели Ангелковска. Многу е важно кога детето првпат поаѓа во градинка, родителот кога ќе го однесе во градинка да не го остави детето само и да замине без поздрав или да го излаже дека веднаш ќе се врати по него, бидејќи во тој случај детето е ограничено за се она што се случува околу себе поради постојаното исчекување да родителот дојде да го земе. Нема да биде отворено детето за да учествува во играта, да учи, да се дружи со врсниците. Најголемиот дел од дечињата брзо се прилагодуваат на градинката, но има и такви на кои им оди тешко и после подолг период. Стручните лица посочуваат дека во таков случај треба да се дознае причината и да се посвети поголемо внимание на нејзино надминување. Активности по повод почетокот на учебната година ќе имаат и стручните служби од секторот за внатрешни работи и Тетово. Во рамки на подготовките за почеток на новата учебна година, секторот за внатрешни работи Тетово во текот на идната недела планира и ќе организира средби со најодговорните на основните и средните училишта. Иницијатор и носител на активноста е одсекот за превенција при СВР Тетово. Новие средби представниците од секторот за внатрешни работи Тетово поблиску ќе ги запознаат директорите на училиштата со сите активности кои веќе се и ќе бидат превземени за успешен и безбеден старт на наставата пред се од областа на јавниот ред и мир, сообраќајот и слично. Ќе се разговара и за тоа што се треба да прават и направат училиштата за поголем ред и безбедност на учениците во објектите, училишните дворови и слично, но и како практично и најефикасно да соработуваат со полициските службеници, доколку се ретнат, односно препознаат одредени можни проблеми на овој план. Овакви слични средби ќе има и во наредниот период со единствена цел на учениците да им се овозможи максимална безбедност пред, во текот и по завршувањето на наставата. Охридската полиција информираше дека жител на Охрид бил приведен под сомнение за вчерашното убиство на жената од Велгошти. Осомничениот бил приведен доцна синоќа во Струга. Вчера попладне во полициската станица Охрид било добиено телефонско известување дека е пронајдено мртво тело на жена, пошто било утврдено дека се работи за 47 годишната БП. Без животното тело на жената го пронашле соседите во низиниот дом во селото Велгошти, каде што живеела сама. Според јавното обвинителство на телото биле видливи траги на насилство. Женава до пред 2 дена јас последно кој видов, кој идеше таа на работа. Таа работа во текстилна долу и ние го викаме Монопол. И 15:30 дојде, допред тоа ништо не слушнавме, ништо ни да имат кав ги расправи. Ама со тој невенчан сопруг, што му беше, тие
често се караа, се расправаја, така да таја не можеше да се пожали на никого од него, пошто тој се закануваше. И кога денеска, ево, слушнавме и што се десило, како се десило, јас овдека комши, јас сум со незе и браќата ми беше, така да ништо не видов. Сега кога кажа комшија дојде, гледам полиција имаше тука, вршеја увид на само место, од крим техника имаше, па извршители овие што прават. Јас не видов жената, дали, мислам, браќата не видов, дали беше со кеса задавена и сега. Мој мене е само да си нагаѓаме, дали била самата или тој, ама него не го има видено 2 недели, 3. Времето денес предпладне беше сончево со мала локална облачност. Во попладнивните часови во северните делови наместа со локален пороен дожд и грмежи. Дуваше слаб ветер од јужен правец. Утринската температура се движеше од 12 до 20, а дневната од 24 до 35 степени Целзиусови. УВ индексот беше со вредност 7. Во недела времето ќе биде стабилно и топло, а во почетокот на наредната седмица ќе има локален дожд, умерен ветер и опаѓање на температурата за неколку степени. Утринската температура утре ќе се движи од 9 до 17, а дневната од 20 до 31 степен. УВ индексот ќе биде со вредност 7. Регионалните вести завршуваат овде. Благодарам што ги гледавте. Пријатно.